Avimeleh, sinot Jerovalov, отиде во Сихем при браќата на мајка си и им рече ним и на сиот дом на својата мајка: Прашајте ги сите сихемски граѓани, што ви е подобро, над вас да владеат 70 луѓе, сите Јеровалови синови или еден човек. Спомнете си дека јас сум од вашето тело и од вашите коски. Браќата на неговата мајка им го пренесоа тоа на другите сихемски граѓани и нивното срце се приклони кон Авимелеха, зашто зборуваа наш брате, и му дадоа 70 сикли сребро од храмот Вал Веритов. Со тоа Авимелех најми расипаници и ништожници кои тргнаа по него. Тогаш дојде во домот на татка си во Офра и ги погуби своите браќа, Јероваловите синови, 70 луѓе, на еден камен. Му избега само Јотам, најмладиот Јеровалов син, зашто се беше скрил. Тогаш се собраа сите сихемски граѓани и сиот Милов дом, па го поставија Авимелеха за цар кај Давот што стои во Сихем. Кога му раскажаа за тоа на Јотам, тој отиде и застана на врвот на гората Гаризин и им извика со сиот глас: Чујте ме, сихемски жители, и Бог ќе ве послуша вас. Еднаш тргнале дрвата за да помазат цар кој ќе владее над нив, па и рекоа на маслинката: биди ни цар. Маслинката им одговори: зар да се одречам од своето масло, што име на чест на Бог и на луѓето, за да владеам над другите дрва. Тогаш дрвата и рекоа на смоквата: дојди, биди ни цар. Смоквата им одговори: зар да се откажам од сладкоста и од својот красен плод, за да владеам на другите дрва? Тогаш дрвата и рекоа на лозата: дојди, биди ни цар. Лозата им одговори: зар да се одречам од виното што го весели Бог и луѓето, за да владеам на другите дрва? Тогаш сите дрва му рекоа на трнот: дојди, биди ни цар. А трнот им одговори на дрвата: ако навистина сакате да ме помашете за цар, засолнете се под мојата сенка, ако не сакате, оган ќе пламне од трнот и ќе ги изгори сите ливански кедри. И така, дали постапивте според вистината и правдата кога го избравте Авимелеха за цар? Дали се однесовте добро кон Јеровоал и кон неговиот дом? Дали му возвративте за делата што ги направи за вас? Мојот татко се бореше за вас, изложувајќи го својот живот, па ви избави од рацете на мадијамците, а вие денес станавте против домот на татка ми. Ги погубивте неговите синови 70 луѓе на ист камен и го направивте цар нас, жителите на Сихем, Авимелех, синот на неговата робинка, затоа што е ваш брат. Ако денес постапевте според вистината и според правдата на Јеровоал и со неговиот дом, радувајте се со Авимелеха. И тој нека се радува со вас, ако не, оган нека излезе од Авимелеха и нека ги изгори жителите на Сихем и сиот Бет Мило, дом на Мило, и нека излезе оган од граѓаните на Сихем и од Миловиот дом и нека го изгори Авимелеха. Тогаш Јотам избега, се засолна и дојде во Вир и остана таму, зашто се боеше од брата си Авимелеха. Авимелех царуваше над Израел 3 години. Тогаш Господ испрети дух на раздор меѓу Авимелеха и сихемските жители. И сихемските граѓани се побунија против Авимелеха, за да биде одмазден. На тој начин злосторот направен над 70 Јеровалови синови и за да падне нивната крв на нивниот брат Авимелех, кој ги погуби, и на жителите на Сихем, кои му помогнаа да ги убие браќата. Сакајќи да му напакостат, сихемските жители поставија заседи по планинските врвови и го ограбуваа секого кој би поминал покрај нив по оној пат. Му го јавија тоа на Авимелеха. Гал, синот Еведов, дојде со своите браќа и се насели во Сихем, а сихемските жители имаа доверба во него. Откако отидоа во полето, во своите лозија собираа грозје и го газеа, а потоа почеа со веселба, влегоа во храмот на својот Бог, јадеа, пиеа и го проколнуваа Авимелеха. А Гал, синот Еведов, извика: кој е Авимелех за да му служиме? Зар не би требало Јероваловиот син и неговиот заменик Зевул да им служат на луѓето на Емор, Сихемовиот татко? Зошто ние да му служиме нему? Кога би го имал овој народ во својата рака, би го протерал Авимелеха и би му рекол: зголемија својата војска и излези во бој. А кога градскиот началник Зевул научи што зборувал Гал, синот Еведов, се разгневи и ми испрати гласници на Авимелех и на Арум и им порача: еве, Гал, синот Еведов, дојде во Сихем со своите браќа и ги бунтува граѓаните против тебе. Затоа стани ноќе ти и народот што е со тебе и застани во заседа во полето, а наутро кога ќе изгрее сонцето, стани и удри на градот.
Кога Гал и неговите луѓе ќе излезат пред тебе, ти направи со нив како што те можеш со својата рака. Авимелех стана ноќе со сите своји луѓе и постави заседа околу Сихем во 4 одреди. Кога Гал, синот Еведов, излезе пред градската врата и застана, Авимелех и неговите луѓе се појавија од заседата. Гал ги здогледа луѓето и му рече на Зебула: „Ене слегуваат луѓе од горските врвови“, а Зебул му одговори: „Од сенките на планинските врвови ти се причинуваат луѓе“. Гал проговори пак: „Ене слегуваат од возвишението, а една чета доаѓа по патот од Дубравата Меоним“. Тогаш Зебул му рече: „Каде ти е сега јазикот? Па ти зборуваше: кој е Авимелех за да му служиме? Не се ли онаму луѓето што ти ги презре? Излези сега и бий се со Авимелех“. И Гал излезе на чело на сихемските жители и се судри со Авимелех. Авимелех го подгони Гала и тој побегна пред него. И многу негови луѓе паднаа убиени до самата градска врата. Авимелех тогаш се врати во Арума, а Зебул ги истера Гала и неговите браќа за да не живеат во Сихем. Утреден народот излезе во поле. И му го соопштија тоа на Авимелех. Тој ја зеде својата војска, ја подели во 3 одреди и постави заседа во полето. Кога ќе видеше како луѓето излегуваат од градот, се нафрлаше врз нив и ги погубуваше. Додека Авимелех со својот одред удираше кај градската врата, другите 2 одреди се нафрлија врз оние кои беа во полето и така ги погубија. Авимелех го обсадуваше градот цел ден. Откако го зазеде, ги погуби сите 4. Го разурна градот и посеа сол по него. Кога чуа тоа господарите на Мигдал, Сихем, влегоа сите во утврдениот простор на храмот Вал Верит. Кога Авимелех научи дека сите жители на Мигдал Сихем се собрале таму, се искачи на Салмонската гора со сета своја војска. Откако зеде секира во раката, одсече гранка од дрво, ја крена и ја стави на рамото, а на луѓето им заповеда: „Што видовте дека направив јас, направете брзо и вие“. И сите луѓе пресекоа по гранка за себе, а потоа тргнаа по Авимелеха, ги нафрлија гранките пред тврдината и ја запалија со оган со нивна помош. Така умреа сите луѓе на Мигдал Сихем, Сихемска тврдина, околу 1000 мажи и жени. Потоа Авимелех тргна против Девес, го обседна и го освои. Таму имаше среде град стражарница, каде се засолнаа сите мажи и жени и сите градски жители. Откако ја затворија вратата зад себе, се искачија на покривот на стражарницата. Авимелех дојде до стражарницата и ја нападна. Додека и пристапуваше на вратата за да ја изгори со оган, една жена му фрли млински камен на главата и му го скрши черепот. Тој го повика брзо својот слуга оружјеносецот и му рече: „Истргај го мечот и убий ме, за да не се зборува за мене, жена го уби“. Неговиот слуга го прободе, па тој умре. Кога израелците видоа дека Авимелех е мртов, сите се вратија во своите места. Така Бог му плати на Авимелеха за злото што тој му го стори на татка си, убивајќи 70 своји браќа. И сите зли дела на сихемските мажи Бог ги сврте врз нивните глави, и така ги стигна проклетството на Јотам, синот Иеровалов. По Авимелеха стана Тола, синот Фуев, син Додов, за да го избави Израел. Тој беше од Исакаровото племе, а живееше во Самир, во Ефремовата гора. Му беше судија на Израел 23 години, а кога умре, го погребаа во Самир. По него стана галатецот Јаир, кој му беше судија на Израел 22 години. Имаше 30 синови, кои јаваа на 30 ослиња и имаа 30 градови, што се наречени до денешен ден Јаирови села, а се наоѓаат во галатската земја. Кога умре Јаир, го закопаа во Камон. Израелевите синови продолжија да прават зло пред Господовите очи, им служија на Ваалите и на Астартите, на арамејските богови и на сидонските богови, на боговите на моавците и на боговите на филистејците, а го напуштија Господа и веќе не му служија. Тогаш Господ пламна со гнев и ги предаде во рацете на филистејците и амонците. Од тогаш тие ги угнетуваа и ги измачуваа израелците 18 години. Сите израелци кои живеа отаде Јордан во Амареската земја, што е во Галат. Потоа амонците поминаа преку Јордан за да завојуваат и против Јуда и Венијамин и против Ефремовиот дом. Па Израел се најде во голема неволја. Тогаш израелевите синови извикаа кон Господа, велејќи: „Грешевме кон Тебе, зашто го оставивме Господа нашиот Бог за да им служиме на Ваалите“, а Господ им одговори на израелците: „Не ли ве угнетуваа египетците и аморејците, амонците и филистејците, сидонците, амаликците и маонците?
Но кога извикавте кон мене, нели ве избавив од нивните раце, а вие ме оставивте мене и почнавте да им служите на други богови, заради тоа не ќе ве избавам веќе. Одете и викајте им на помош на оние богови што се ги избрале, тие нека ве избават од вашата неволја. Израелевите синови му одговорија на Господ: согрешивме, прави со нас што ти е угодно, само избави не денес. И ги отстранија тугите богови и почнаа пак да му служат на Господа, а Господ веќе не можеше да трпи израелците да патат, кога амонците се собраа и се влогорија во Галат, се собраа и израелците и се влогорија во Миспа. Тогаш народот и галатските началници си рекоа едни на други: кој човек ќе не поведе во бој против амонците, нека биде началник на сите жители на Галат. Галалецот Јефтај беше храбар војник, блудница го роди, а татко му беше Галат. Но на Галат и на неговата жена им се родија синови. Па кога пораснаа синовите на жената, го избркаа Јефтаја, велејки му: не ќе добиеш наследство од нашиот татко, зашто си син на жена тугинка. Затоа Јефтај побегна од своите браќа и се насели во земјата Тов. Таму околу него се собра група бескукници, кои плячкосуваа со него. По некое време амонците завојуваа против Израел. Кога амонците го нападнаа Израел, галатските старешини тргнаа да го бараат Јефтаја во земјата Тов. Дојди, му рекоа, биди ни војвода, да војуваме против амонците. Но Јефтај им одговори на галатските старешини: нели вие ме мразевте и нели ме изгонивте од куќата на татко ми? Зошто доаѓате сега при мене, а кога сте во неволја? Галатските старешини му рекоа на Јефтај: затоа дојдовме при тебе, дојди со нас, поведи војна против амонците и ќе ни бидеш главатар нам и на сите во Галат. Јефтај ги праша галатските старешини: ако ме одведете назад за да војувам против амонците, па ако Господ ми ги предаде мене, ќе бидам ли ваш главатар? Господ нека биде сведок меѓу нас, му одговорија на Јефтај градските старешини, дека ќе постапиме според твоето слово. И Јефтај отиде со старешините на Галат, народот го постави за свој главатар и војвода, а Јефтај ги повтори сите своји услови пред Господа во Миспа. Тогаш Јефтај му испрати пратеници на царот на амонците со порака: што има меѓу тебе и мене, па си дошол да војуваш против мојата земја? Царот на амонците им одговори на Јефтајевите посланици: во времето кога излегуваше од Египет, Израел ја зазеде мојата земја од Арнон до Јавок и до Јордан. Затоа сега врати ми ја доброволно. Јефтај повторно му испрати пратеници на царот на амонците и му порача: вака зборува Јефтај: Израел не зеде ни моавски ни амонски земји, туку откако излезе од Египет, Израел помина преку пустината до Црвеното море и дојде до Кадис. Тогаш Израел му испрати пратеници на едомскиот цар со молба: сакам да поминам низ твојата земја. Но едомскиот цар не ги послуша, ги испрати и при моавскиот цар, но и тој не сакаше да Израел остана во Кадис. Потоа преку пустината ги заобиколи едомската и моавската земја и дојде на исток од моавската земја. Народот постави логор од онаа страна на Арнон, не преминувајќи ја границата на Моав, зашто Арнон беше моавска меѓа. Потоа Израел му испрати пратеници на Сион, аморејскиот цар, кој владееше во Есевон, и му порача: пушти ме да поминам низ твојата земја до местото што ми е одредено. Но Сион не го пушти Израел да помине преку неговото подрачје, туку ја собра сета војска што беше влогорена во Јаса и зафати бој со Израел. Господ Израелевиот Бог ги предаде Сиона и сета негова војска во рацете на Израел, кој ги порази, да Израел ја завладеа сета земја на аморејците, кои го населуваа тоа подрачје. Така ја завладеа сета земја на аморејците од Арнон до Јавок и од пустината до Јордан. И сега кога Господ Израелевиот Бог ги протера аморејците пред својот народ Израел, ти би сакал да не избркаш? Зар не е твое она што твојот Бог Хемос им го одзеде на старите сопственици, така и се она што Господ нашиот Бог им го одзеде на старите сопственици? Ние го имаме сега во сопственост. Пошто си ти подобар од моавскиот цар Валак, синот Сефоров? Дали и тој спореше со Израел? Дали тој војуваше против него? Кога Израел се насели во Есевон и во неговите села, во Ароир и во неговите села, а така и по сите градови на брегот на Јордан, еве, веќе 300 години. Зошто тогаш не ги одзедовте? Јас не ти сгрешив тебе, туку ти ми правиш неправда војувајќи против мене. Господ судијата нека пресуди денес меѓу Израелевите синови и Амоновите синови.
Но царот на Амонците не ги послужа споровите што му ги испрати Јефтај. Господов дух дојде на Јефтај, па тој помина низ Галадовото и низ Манасијевото племе, помина низ Галатска Миспа и од Галатската Миспа дојде зад Амонците. И Јефтај му се заветува на Господа: ако ми ги предадеш Амонците во раце, првиот кој ќе излезе низ вратата на мојата куќа за да ме пресретне, кога ќе се вратам како победник од бојот со Амонците, ќе биде Господов и него ќе го принесам како пареница. Јефтај тргна против Амонците за да ги нападне и Господ ги предаде во неговите раце. И Јефтај ги порази од Ароир до близу Минт во 20 градови и се до Авел Керамим. Тоа беше нивни голем пораз и Амонците беа покорени пред Израел. Кога Јефтај се врати дома во Миспа, ете во пресрет му излезе ќерката, играјки при звуци на тапани. Таа му беше единка, освен неа немаше ни син ни ќерка. Кога ја виде, ги раздра своите облеки и рече: ах, моја ќерко, ме фрли во голема тага, зар токму ти требаше да ми донесеш несреќа? Те заветував на Господа и не можам да го одречам заветот. Таа му одговори: татко мој, ако си му направил завет на Господа, стори со мене како што си заветувал. Зашто Господ ти даде да им се одмаздиш на Амонците, на своите непријатели. Тогаш го замоли татка си: исполни му е оваа молба, пушти ме да бидам слободна 2 месеци. Ке скитам погодите со моите другарки и ќе ја оплачувам мојата девственост. Оди, и рече тој, и ја пушти за 2 месеца. Таа отиде со своите другарки и оплакуваше својата девственост по горите. Кога поминаа 2 месеца, таа се врати при таткото и тој го исполни врз неа заветот што го беше направил. И никогаш не беше запознала маж. Од тогаш стана обичај во Израел секоја година израелевите ќерки да отидат и да ја оплакуваат ќерката на галадецот Јефтај 4 дена во годината. Тогаш се собраа луѓе од Ефремовото племе, го поминаа Јордан при патот кон Сафон и му рекоа на Јефтај: зошто отиде во бој против Амонците, а нас не повика да дојдеме со тебе? Ке ти ја изгориме куќата заедно со тебе. Јефтај им одговори: имавме голем спор, јас и мојот народ, и Амонците не угнетуваа тешко. Ве повикав на помош, но вие не ме избавивте од нивните раце. Гледајќи дека нема кој да ме спаси, го ставив животот на жребка. Отидов сам против Амонците и Господ ми ги предаде во рацете. И така, зошто тргнавте денес да војувате против мене? Тогаш Јефтај ги собра сите галатци и удри на Ефрема. Галатците го поразија Ефрема, зашто овие зборуваа: вие сте галатци, Ефремови бегалци, кои живеевте среде Ефрема и Манасија. Потоа галатците им ги пресекоа на Ефрема јорданските бродови и кога некој Ефремов бегалец ке речеше: пуштете ме да поминам, галатците ќе го прашаа: дали си Ефремовец? Ако речеше тој: не сум, тие му велеа: ајде речи Шиболет, клас. Тој велеше Сиболет, зашто не можеше да изговори добро. Тогаш тие го фаќаа и го погубуваа при јорданските плиткости. Така загинаа 42.000 луѓе од Ефремовото племе. Јефтај му судеше на Израел 6 години, а кога галадецот Јефтај почина, го погребаа во неговиот град во Галат. По него судија во Израел беше Авесан од Витлеем. Тој имаше 30 синови и 30 ќерки, кои ги омажи од куќата, а на своите синови им донесе однадвор 30 жени. Тој му судеше на Израел 7 години. Потоа умре Авесан и го погребаа во Витлеем. По него судија во Израел беше Завулонецот Елон. Тој му судеше на Израел 10 години. Потоа умре Завулонецот Елон и го погребаа во Ајалон во Завулоновата земја. По него судија во Израел беше Авдон, синот Елилов од Фаратон. Тој имаше 40 синови и 30 внуци, кои јаваа на 70 ослиња. Тој му судеше на Израел 8 години. Потоа почина Авдон, синот Елилов од Фаратон. И го погребаа во Фаратон, во Ефремовата земја, во Амаликовата гора. Израелевите синови продолжија да прават зло пред Господовите очи и Господ ги предаде во рацете на филистејците за 40 години. А беше некој човек од Сараја, од Дановото племе, по име Маној. Жена му беше неродка и немаше деца. На таа жена и се јави Господов ангел и рече: ти си неплодна и немаш раѓано, но од сега внимавај да не пиеш ни вино, ни жестоки пијалоци.
и да не јадеш ништо нечисто, зашто ќе заносиш, еве, и ќе родиш син, и прич нека не помине преку неговата глава, зашто детето од мајчината утроба ќе му биде посветено на Бога, ќе биде Божји назиреј, и тој ќе почне да го избавува Израел од рацете на филистејците. Жената отиде и му кажа на мажот: Божји човек дојде кај мене, лицето му беше како на Божји ангел, полно со достоинство. Не го прашав од каде дојде, ниту тој ми го кажа своето име, но ми рече: ти ќе зачнеш и ќе родиш син. Од сега не пи вино, ни жестоки пијалци, и не јади ништо нечисто, зашто твоето дете ќе биде Божји назиреј од мајчината утроба до смртта. Тогаш Маној му се помоли на Господа и рече: Господи, те молам, Божјиот човек што еднаш го испрати, нека дојде уште еднаш кај нас и нека не поучи што треба да правиме со детето кога ќе се роди. Господ го послуша Маноја и Господовиот ангел дојде пак кај жената додека седеше во полето. Маној, незиниот маж, не беше покрај неа. Жената оттрча брзо за да го извести мажот и му рече: ете, ми се јави човекот кој дојде кај мене во оној ден. Маној стана, тргна по жената и кога дојде при човекот го праша: дали си ти оној кој зборуваше со женава? А тој одговори: јас сум. Кога ќе се исполни она што си го рекол? Пак рече Маној: според кои прописи и како треба да се постапува со детето? Господовиот ангел му одговори на Маноја: жената нека се чува од се што ја забранив. Нека не ужива ништо што доаѓа од виновата лоза, нека не пие ни вино ни жестоки пијалоци, нека не јаде ништо нечисто и нека пази се што и заповедав. Тогаш Маној му рече на Господовиот ангел: со задоволство ќе те држиме и ќе те нагостиме со јаре. На тоа Господовиот ангел му рече на Маноја: и да ме задржиш. Јас не ќе јадам од твоето јадење, туку ако сакаш да жртвуваш паленица, принеси му ја на Господа. Маној, не знаејќи дека тоа е Господов ангел, и му рече на Господовиот ангел: како ти е името, за да можеме да те почестиме кога ќе се исполни она што го рече? Господовиот ангел му одговори: зошто прашуваш за моето име? Тоа е таинствено. Тогаш Маној зеде јаре и лебен принос, па му ги жртвува врз камен, како паленица на Господа, кој прави таинствени работи. Кога пламенот од жртвеникот почна да се виш како небото, Господовиот ангел се дигна во пламенот. Кога Маној и неговата жена го видоа тоа, паднаа со лице со насемја. Господовиот ангел не им се јави веќе на Маној и на неговата жена. Тогаш Маној свати дека тоа е Господов ангел. Без друго ќе умреме, и рече на жената: зашто го видовме Бога? Ако Господ сакаше да не умртви, му одговори жената, не ќе ги примеше паленицата и лебниот принос од нашата рака. Не ќе ни го покажеше се тоа, ниту ќе не оставеше да чуеме нешто такво. Жената роди син и му го даде името Самсон. Детето порасте и Господ го благослови. И Господовиот дух почна да действува во него во дановиот логор меѓу Сараја и Естаол. И Самсон слезе во Тамнат и догледа таму девојка од филистејските керки. Откако се врати и им го довери тоа на таткото и на мајката, забележа во Тамнат, рече тој: девојка од филистејските керки, оџенете ме со неа. Таткото и мајката рекоа: зар нема девојки меѓу керките на твоето племе и во сиот наш народ, па ти одиш да земеш жена од необрезаните филистејци? Но Самсон му одговори на татка си: ожени ме со неа, зашто таа ми замили. Таткото и мајката не знаеа дека тоа е од Господа, кој параше закачка со филистејците, зашто во тоа време филистејците владееја над Израел. Така Самсон слезе во Тамнат и кога дојде во тамнатските лозија, ете, одеднаш пред него скокна млад лав, рикајки. Господовиот дух го фати Самсона и тој голорак го раскина лавот, како што се раскинува јаре, но не им кажа ни на таткото ни на мајката што направил. Откако дојде, разговараше со девојката и така му замиле. По некој време, кога се врати да ја одведе, Самсон сврти за да го види мртвиот лав, а ете, во мртвиот лав рој пчели и мед. Тој зеде мед во рацете и го јадеше одејќи патем. Кога се врати при таткото и при мајката, им даде и ним, па и тие јадеа, но не им кажа дека го зел од мртов лав. Потоа отиде кај жената и таму му приготвија гозба на Самсона. Траеше 7 денови, зашто таков обичај имаа младоженците. Но бидејќи се плашеа од него, избраа 30 свадбени другари да бидат покрај него. Тогаш Самсон им рече: ајде да ви дадам загатка, ако ја одгатнете во текот на 7 свадбени денови, ќе ви дадам 30 ленени кошули и 30 свечени облеки. Но ако не можете да одгатнете, вие ќе ми дадете мене 30 ленени кошули и 30 свечени облеки. Кажи ни ја загатката, му одговорија тие:
ние те слушаме. А тој им рече, од оној што јаде излегло јадење, од силниот излезе сладко. Но за 3 дни не можеа да ја одгатнат загадката. На 4-тиот ден и рекоа на Самсоновата жена, излечи го од мажот со измама решението на гатанката, или ќе ве спалиме и тебе и татковиот ти дом. Зар не повикавте тука, за да не ограбите? Тогаш жената расплакана пред него рече, ти само ме мразиш и не ме љубиш. Им даде гатанка на синовите на мојот народ, а мене не ми ја објасни. Тој и одговори, не им ја објаснив ни на таткото, ни на мајката, па тебе ли ке ти ја објаснам? Таа му плачеше околу вратот 7 денови, колку што траеше Господа. На 7-миот ден тој и ја кажа, зашто му досади многу, а таа им ја каже на синовите на својот народ. На 7-миот ден пред зајди сонце, луѓето од градот му рекоа на Самсона, што има посладко од мед и што има посилно од лав, а тој им одговори, ако не оравте со мојата јуница, не ќе ја погодевте гатанката. Тогаш Господов дух дојде на него, па тој слезе во Аскалон и таму уби 30 луѓе, им ја зеде облеката и им даде свечени облеки на оние кои ја откатна гатанката, а тогаш сиот гневен се врати во татковата куќа, а Самсоновата жена му ја дадоа на другарот кој му беше свадбен придружник. По некое време во жетвата на пченицата Самсон дојде да ја посети својата жена, донесувајќи и јаре, и рече, сакам да влезам кај својата жена во одајата, но неговиот тест не му дозволи. Мислев, му рече тој, дека си ја замразил, па му ја дадов на твојот другар, но зар незината помлада сестра не е поубава од неа, земи ја место неа. Самсон му одговори, овој пат нема да им бидам виновен на филистејците, кога ќе им направам зло. И Самсон отиде, фати 300 лисици, зеде гламни и свртувајќи ја опашката кон опашката, стави по една гламна меѓу две опашки. Тогаш ги запали гламните, ги пушти лисиците во филистејските ниви и им ги запали сноповите и неожниеното жито, и лозјата и маслинките. Филистејците запрашаа кој го направи тоа, им одговорија Самсон, тамнатевиот зет, затоа што тестот му ја одзеде жената што му ја даде на неговиот другар. Тогаш филистејците отидоа и ги изгореа со оган неа и татковиот и дом. Штом го направивте тоа, им рече Самсон, не ке мирувам додека не ви се одмаздам. И ги натепа сите со силни удари вдолж и напреку и ги порази. После тоа отиде во пештерата на Итамската стена и заседна таму. Тогаш филистејците тргнаа се влогорија во Јуда и се расширија до Лехии. Зошто тргнавте против нас, ги прашаа јудејците. А тие им одговорија, тргнавме да го врземе Самсона и да му направиме како што тој ни направи нам. Тогаш 3000 јудејци отидоа кај пештерата на Итамската стена и му рекоа на Самсон, зар не знаеш дека филистејците господарат над нас? Тогаш зошто не го направи тоа? Тој им одговори, како тие мене, така јас ним. А тие му рекоа, дојдовме да те врзиме и да те предадеме во рацете на филистејците. Заколнете ми се, им рече, дека не ќе ме убиете. Не, му одговорија, ние само ќе те врзиме и ќе те предадеме во нивните раце. Но навистина не сакаме да те убиеме. Тогаш го врзаа со 2 нови јажиња и го одведоа од пештерата. Кога го доведоа во Лехии и кога филистејците викајќи од радост трчаа кон него, Господовиот дух го опфати и јаџињата на неговите раце станаа како ленени конци, прегорени со оган, и му паднаа од рацете, откако забележа уште пресна челуст од осле, ја протегна раката, ја зеде онаа челуст и со неа уби 1000 луѓе. Тогаш Самсон рече, со челуст на осле претебав купови, со челуст на осле убив 1000. Откако го дорече тоа, ја фрли челуста од раката, затоа од тогаш тоа место го викаат Рамат Лехи, фрлена челуст. Бидејќи беше многу ожеднет, извика кон Господа, ти ја извојува оваа голема победа со рацете на твојот слуга, а зар сега треба да умрам од жед и да им паднам во рацете на необрезаните? Тогаш Господ ја расече взлабоченоста што е кај Лехи и вода потече од неа. Самсон се напи и му се врати силата, духот му оживе. Тогаш на тој извор му го дадоа името Ен Акоре, извор на оној кој повикува, а кој е уште и денес во Лехии. Самсон беше судија во Израел за време на филистејското владење 20 години. Оттаму Самсон отиде во Газа, таму виде блудница и влезе при неа. На жителите на Газа им јавија, Самсон дојде тука.
го обкружија и го дебнеа цела ног при градската врата. Сета ног беа притаени да почекаме до зорите, мислеа, па ќе го убиеме. Но Самсон лежеше само до полнок, а на полнок стана, ја грабна градската врата со двата довратника, ги истрга заедно со лостот, ги стави на раменици и ги однесе на врвот на гората што е спроти Хеврон и ги положи таму. Потоа тој се влюби во една жена од долината на Сорик, по име Делила. Филистејските кнезови дојдоа при неа и рекоа: заведи го и научи каде стои неговата голема сила, за да можеме да го совладаме, па да го врзиме и да го направиме немоќен. А секој од нас ќе ти даде по 1100 сребрени сикли. Делила го праша Самсона: кажи ми каде стои твојата голема сила и со што треба да бидеш врзан за да бидеш совладан. Самсон и рече: ако ме врзат со 7 свежи, уште неосушени жили од лак, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек. Филистејските кнезови и донесоа на Делила 7 свежи уште неосушени жили и таа го врза со нив. Кај неа во собата имаше заседа и таа му викна: Самсоне, ете се филистејците врз тебе. Тој ги скина жилите како што се кине колчиште кога ќе се доближи до огнот. И така не научија за неговата сила. Тогаш Делила му рече на Самсоне: ме измами и ме излага, но сега кажи ми со што треба да бидеш врзан. Тој одговори: ако ме врзат добро со нови уште неупотребени јажиња, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек. Тогаш Делила зеде нови јажиња, го врза со нив и му викна: Самсоне, ете се филистејците врз тебе. Кај неа во собата имаше заседа, но тој ги скина јажињата на рацете како да се конци. Тогаш Делила му рече на Самсона: постојано ме измамуваш и ме лажеш. Кажи ми најпосле со што треба да бидеш врзан. Тој ги одговори: ако вткаеш 7 плетенки од мојата коса во ткајачки разбој и ако ги заглавиш со клин, ќе станам немоќен и ќе бидам како обичниот човек. Таа го заспа и отка 7 плетеници од неговата коса во ткајачкиот разбој, заби клин и му викна: ете се филистејците врз тебе, Самсоне. Тој се разбуди и ги истрга и клинот и ткајачкиот разбој. Делила му рече: како можеш да речеш дека ме љубиш кога твоето срце не е со мене? Веќе 3 пати ми измами и не ми кажа во што е твојата голема сила. Бидејќи секој ден му стодеваше и го мачеше, не му веќе му тежеше во душата до смрт и го отвори целото свое срце. Никогаш прич не поминал преку мојата глава, зашто од мајчината утроба сум Божји назиреј. Ако ме изближат, сета сила ќе ме остави. Ќе бидам обесилен и ќе станам како обичниот човек. Тогаш Делила свати дека и го отвори целото свое срце, ги повика филистејските кнезови и им рече: дојдете сега, зашто ми го отвори целото свое срце. И филистејските кнезови дојдоа кај неа и донесоа сребреници со себе. Откако го заспа Самсона на своите колена, таа повика човек, па му избричи од главата 7 плетенки коса, така тој почна да слабее и силата го остави. Кога таа извика: Самсоне, ете се филистејците врз тебе, тој се разбуди и помисли: ќе се извлечам како и секогаш и ќе се ослободам, но не знаеше дека Господа се сврти од него. Филистејците го фатија, му ги извадија очите и го одведоа во Газа, го оковаа со двојни бронзени вериги, да вртеше мелница во темницата, но косата почна пак да расте каде му ја избричија. Филистејските кнезови се собраа да му ја принесат големата жртва на својот бог Дагон и да се повеселат. Тие зборуваа: нашиот бог ни го предаде во рацете нашиот непријател Самсон. А народот, откако го виде, почна да го фали својот бог, па воскликнуваа во негова чест, велејќи: нашиот бог ни го предаде во рацете нашиот непријател Самсон, кој ни ја запустуваше земјата и кој погуби многу од нас. Кога срцето им заигра, извикаа: доведете го Самсона, за да не е забавува. И го доведоа Самсона од темницата и тој ги веселеше нив, а потоа го ставија меѓу столбовите врз кои се крепеше зградата. Тогаш Самсон му рече на детето кое го водеше за рака: води ме и помогни ми да ги напипам столбовите врз кои се крепи зградата, за да се подпрам врз нив. А куќата беше полна со мажи и жени. Тука беа и сите филистејски кнезови, а на покривот 3000 луѓе кои гледаа како ги развеселува Самсон. Самсон извика кон Господа: Господи, Господи, спомни си за мене и дај ми сила само уште сега, за да им се одмаздам на филистејците за двете очи.
и Самсон ги напипа двата средни столба врз кои лееше зградата, се подпре на нив со десната на едниот, а со левата на другиот и извика: нека загинам со филистејците, и напна со сета сила и ја урна зградата врз кнезовите и врз сиот народ што се наоѓаше таму, повеќе ги уби умирајки отколку што ги истепа во животот. Потоа неговите браќа и сиот дом на неговиот татко дојдоа, го зедоа и го однесоа, и го погребаа меѓу Сараја и Естаол во гробот на Маној, неговиот татко. Тој му судеше на Израел 20 години. Во Ефремовото племе имаше човек по име Миха. Тој и рече на мајката: 1100 сребрени сикли што ти беа украдени и заради кои изусте клетва, моите уши ја чуја, тие сребреници се кај мене, јас ги зедов. Мајка му одговори: Господ да те благослови, сине мој. И Миха и врати 1100 сребрени сикли, а мајка му рече: тие сребреници му ги посветив на Господа од својата рака за тебе, сине мој, за да биде изработен за тоа режан или леан лик. И еве, затоа ги давам. Мајката зеде 200 сребрени сикли и му ги даде на златарот. Тој направи од нив режан и леан кип, што го поставја во Михината нова куќа. Тој му изгради светилиште, потоа направи ефод, наплекник и терафим, кукни и доли, па посвети еден од своите синови за да му биде свештеник. Во тоа време немаше цар во Израел и секој работеше што сакаше. Беше еден млад човек од Витлеем во Јуда, од Јудиното племе, беше левит и престојуваше таму како придоденик. Тој човек се отиде од градот Витлеем во Јуда за да се настани во некое згодно место како придоденик. Патувајќи дојде до Михината куќа во Ефремовата гора. Миха го праша: од каде доаѓаш? Јас сум левит од Јудиниот Витлеем, му одговори тој. И патувам за да се настанам некаде. Остани кај мене, му рече Миха, и биди ми татко и свештеник, а јас ќе ти давам по 10 сребрени сикли годишно, облека и храна. И левитот влезе. Левитот се согласи да остане кај него и младиот човек му беше како еден од синовите. Миха го посвети левитот за свештеник. Младиот човек стана негов свештеник и живееше во Михината куќа. Сега знам, рече Миха, дека Господ ќе ми направи добро кога имам левит за свештеник. Во она време немаше цар во Израел. Тогаш да новото племе бараше земја каде да се насели, зашто до тој ден не им падна наследство меѓу израелевите колена. Затоа дановците испратија 5000 луѓе од своето племе, луѓе особено храбри од Сараја и од Естаол, за да ја извидат и за да ја запознаат земјата. И им рекоа: одете, извидете ја земјата, и тие дојдоа во Ефремовата гора, до Михината куќа и занокија таму. Бидејќи беше близу до Михината куќа, го познаа гласот на младиот левит. Навратија таму па го прашаа: кој те доведе ваму? Што правиш тука? И зошто си тука? А тој им одговори: Миха направи така и така за мене. Тој ме глави, а јас му служам како свештеник. Прашај го Бога, му рекоа, да знаеме дали ќе ни успее патот по кој одиме. Одете во мир, им одговори свештеникот. Патот по кој тргнавте е по Господова волја. Тогаш оние 5000 отидоа и стигнаа во Лаис и видоа дека народот што е во него живее без страв, според обичајот на сидонците, безгрижно и мирно, дека имаат се што раѓа земјата, дека се далеку од сидонците и дека немаат никакви односи со други. Кога се вратија при своите браќа во Сараја и во Естаол, браќата ги прашаа: што научивте? Тие одговорија: нанозе, да се нафрлиме врз нив. Земјата што видовме е многу добра. О, вие мрзливци, не се двумете да се нафрлите за да ја освоите земјата. Кога ќе дојдете, ќе најдете таму безгрижен народ. Земјата е пространа. Бог го предава во ваши раце местото што не е скудно во ништо што раѓа земјата. Така оттаму тргнаа 600 вооружени луѓе од дановото племе од Сараја и од Естаол. Тргнаа и се влогорија во Киријат и Јарим, во Јуда, затоа тоа место се вика до денешниот ден Махане, Дан, Данов логор, а се наоѓа западно од Киријат Јарим. Оттаму се запатија во Ефремовата гора и дојдоа до Михината куќа. А оние 5000 кои беа отишле да ја согледуваат земјата, им рекоа на своите браќа: знаете ли дека во куќата имаат наплекник, терафим и леан кип? Сега внимавајте што ќе правите. Завртувајќи, тие влегоа во куќата на младиот левит во Михината куќа и го поздравија. И додека 600 вооружени луѓе од Дановите синови стоеја пред вратата, оние 5000 кои отидоа да извидат земјата влегоа, ги зедоа наплекникот, терафимот и леаниот кип, а свештеникот стоеше на прагот покрај 600 вооружени луѓе.
Кога влегува во Михината куќа и ги зедоа на плекникот Терафимот и Илијаниот кип, свештеникот им рече: "Што правите?" "Молчи," му одговорија. Ставија раката на уста и дојди со нас, ќе ни бидеш татко и свештеник. Зар ти е подобро да бидеш свештеник во куќата на еден човек, отколку да бидеш свештеник на едно племе и род во Израел? Свештеникот се зарадува. Тој ги зеде на плекникот Терафимот и режаниот Илијан кип, па отиде со луѓето. Се вратија на патот по кој што тргнаа. Отидоа откако ги пуштија напред жените и децата, добитокот и скапоценностите. Веќе беа далеко од Михината куќа, кога ете луѓето кои живееа во соседните куќи до Михината се узбунија и тргнаа во потера подановците. Кога почеа да викаат подановите синови, тие се обзрнаа и му рекоа на Миха: "Што тие? Што се собравте?" Тој одговори: "Ми го зедовте Богот, кого што си го направив за себе и свештеникот, па си отидовте. А што ми останува мене и уште велите што тие?" Дановите синови му одговорија: "Да не те чуеме веќе, зашто гневни луѓе можат да удрат на вас, па ќе ги упропастиш себе си и својата куќа." Дановите синови отидоа натаму, а Миха, гледајќи дека се посилни од него, се заврте и се врати дома. И така, откако ги зедоа Богот што го имаше направено Миха и свештеникот, кого го глави за да му служи, дановите синови удрија против Лаис, на мирни и спокојни луѓе, па ги исекоа со остар меч и го спалија градот. Немаше никој да им помогне на лаисците, зашто беа далеко од Сидон и немаа никакви односи со арамејците. А освен тоа, градот беше во долина што се тегнеше кон Вет Реов. Потоа пак изградија град и се населија во него, и го нарекоа Дан по името на својот предок Дан, кој му се роди на Израел, а порано градот се викаше Лаис. Дановите синови си го наместија режаниот Илијаниот кип, а Јонатан, синот Гирсонов, син Манасиев, а потоа неговите синови беа свештеници на Дановото племе до денот кога народот беше одведен на задочение. И им стоеше режаниот Илијаниот кип што го направи Миха и остана таму за сето време додека Божјиот дом беше во Сило. Во она време кога во Израел уште немаше цар, во Израел живееше еден човек, Левит, како придојденик, на крајот на Ефремовата гора. Тој зеде за наложница жена од јудиниот Витлеем. Откако му се расрди еднаш, неговата наложница го остави и се врати во татковата куќа, во јудиниот Витлеем. И беше таму некое време, околу 4 месеци. Нејзиниот маж отиде кај неа за да ја вразуми и за да ја доведе назад. Водеше со себе слуга и 2 ослиња. Додека и приоѓаше на куќата на таткото на младата жена, тестот го забележа и му излезе радосно во пресред. Тестот таткото на младата жена го задржа 3 дни кај себе, па јадеја, пиеја и ноќеваа. На 4тиот ден поранија, Левитот се готвеше да си оди, кога таткото на младата жена му рече на зетот: "Подкрепи се со залак леб, па потоа одете си." И така седнаа, па двајцата јадеа и пиеја, а тогаш таткото на младата жена му рече на човекот: "Остани уште ноќеска и нека се развесели твоето срце." Кога човекот стана да тргне, тестот почна да навалува на него, па тој преноќева уште еднаш таму. На 5тиот ден Левитот порани да тргне, но таткото на младата жена му рече: "Подкрепи се најнапред." Така го поминаа времето заедно додека денот не превали. Човекот стана да си оди со соложницата и со слугата. Кога тестот таткото на младата жена му рече: "Еве, денот превали кон вечер. Преноќевај тука и повесели се, а утре пораните на пат и ќе се вратиш во твојот дом." Но човекот не кеше да преноќева, туку стана и тргна. Така дојде до пред Евус, односно Ерусалим. Со него беа 2 несамарени ослиња, наложницата и слугата. Кога беа близу Ерусалим, денот веќе многу превали, па слугата му рече на својот господар: "Да влеземе во овој евусејски град и да ноќеваме во него." Но господарот му одговори: "Нема да влеземе во град на туѓинци, кои не се израелци, туку ќе одиме до Гаваја." Уште му рече на слугата: "Ајде да побрзаме, за да стигнеме во некое од тие места, во Гаваја или во Рама." И поминаа, продолжувајќи го патот. Кога стигнаа пред Вениаминовата Гаваја, сонцето заоѓаше. И тие свратија таму за да одат да ноќеваат во Гаваја. Откако влезе, седна на градското трговиште, но немаше некого за да ги прими во куќата за преноќевање. И ете, еден старец се враќаше пред вечер од работа во полето. Тоа беше човек од Ефремовата гора, живееше во Гаваја како придојденик, а сите жители на местото беа Венијаминови синови. Подигајќи ги очите, го виде патникот на градската улица. "Од каде доаѓаш и каде одиш?" го праша старецот. А тој му одговори: "Доаѓам од јудиниот Витлеем кон Ефремовата гора, од каде што сум јас."
Отидов во Јудини од Витлеем и се враќам дома, но нема никој за да ме прими кај себе во куќата. Имам и слама и крма за моите ослиња, а и лепи вино за себе, за мојата жена и за момокот што ме придружува мене, твојот слуга. Имаме се доста. Мир со тебе и добро ми дојде, одговори старецот. Моја грижа е за тоа што ти е потребно, само не ноќевај на улица. И го воведе во својот дом и им даде крма на ослиците. Патниците си ги измија нозете, а тогаш јадеа и пиеја. Додека тие се закрепнуваа, ете, некои граѓани, развратни луѓе, му ја обкружија куќата и тропајки со сета сила на вратата му рекоа на старецот: Господарот на куќата, изведи го тој човек кој влезе во твојот дом за да го познаеме. Тогаш домакинот излезе од куќата и им рече: Не, браќа мои, не правете зло. Човекот влезе во мојот дом, затоа не правете беззаконие. Еве мојата ќерка е девица, ќе ви ја остапам. Правете со неа што ви е мило, но на овој човек не правете му беззаконие. Луѓето не сакаа да го послушаат. Тогаш оној човек ја зеде соложницата, па им ја изведе. Тие ја силуваа и ја измачуваа цела ноќ до утрото, а кога забелеа мудрите, ја пуштија. Пред зората, жената дојде и падна при вратата на куќата на оној човек, каде што беше незиниот господар, и лежеше таму додека не се раздени. Незиниот господар стана наутро и ја отвори куќината врата, па излезе за да го продолжи патот. Кога ја забележа жената својата соложница како што лежи при куќината врата со рацете на прагот, стани да си одиме, и рече, но немаше одговор. Тогаш ја зеде и ја натовари на ослето и тргна на пат за да се врати дома. Кога дојде дома, извади нож и го зеде мртвото тело на соложницата, го исече член по член на 12 делови и ги распрати во сите краишта на Израел. И секој што виде рече: вакво нешто не се случило од денот кога израелците излегоа од Египет до денешниот ден. Треба за тоа да се размисли, да се посоветува и да се зборува. Тогаш сиот Израел излезе и се собра сета заедница како еден човек, од Дан до Вирсавеја и до Галатската земја, кај Господа во Миспа. Началниците на сиот народ, на сите израелеви племиња, дојдоа на собирот на Божјиот народ, 400 пешаци свикнати на меч. А Венијаминовите синови научија дека израелевите синови се искачиле во Миспа. Тогаш израелевите синови запрашаа: кажете ни како се случи злосторот. Леви, мажот на убиената жена, зеде збор: дојдов со наложницата во Венијаминовата Гаваја за да преноќевам, а граѓаните на Гаваја станаа против мене и ноќе ја обкружија куќата во која што бев, сакаа да ме убијат мене, а мојата соложница ја изнасилија така што умре. Затоа ја зедов мртвата соложница, ја исеков на делови и ја испратив во сите краишта на Израелевото наследство, зашто направија беззаконие и срамно дело во Израел. Ете, сите вие Израелеви синови, разгледајте го делото и одлучете тука. Сиот народ стана како еден човек, говорејќи: никој од нас нека не се враќа во својот шатор, никој нека не се враќа во својата куќа. Туку сега ова да и го направиме на Гаваја, ќе фрлиме жребка и ќе земеме од сите Израелеви колена по 10 луѓе, од 100 и по 1000, од 10.000, и тие ќе и носат храна на војската, но оние кои ќе тргнат да ја казнат Венијаминовата Гаваја за срамното дело што го направила во Израел. И се собраа израелците против оној град, здружени како еден човек. Тогаш израелевите племиња испратија пратеници по сето Венијаминово племе со порака: какво гнасно дело е направено среде вас. Сега предајте ги оние развратни луѓе кои се во Гаваја, за да ги погубиме и за да го откорнеме злото од Израел. Но Венијаминовците не сакаа да ги послушаат своите браќа израелци. Венијаминовите синови се собраа од своите градови во Гаваја за да забојуваат против израелците, а Венијаминовците кои дојдоа од разни градови беа изброени во тој ден 26.000 луѓе свикнати на меч, без жителите на Гаваја. Од сиот тој народ имаше 700 вешти луѓе кои беа леваци, и секој од нив гаѓаше со камен од праќа точно на влакно, не промашувајќи целта, а израелците беа без Венијаминовите синови 400.000, се луѓе свикнати на меч и се само војни. Израелевите синови откако станаа, тргнаа во Ветил за да се посоветуваат со Бога: кој од нас да тргне прв во бој против Венијаминовите синови? Прашаа израелците, а Господ одговори: Јуда нека тргне прв. Наутро израелците тргнаа да се влогорија пред Гаваја. Откако тргнаа во бој против Венијаминовците, се наредија во боен ред пред Гаваја, а Венијаминовите синови излегоа од Гаваја и му погубија во тој ден на Израел
22.000 луѓе кои останаа на полето. Израелците отидоа и плачеа пред Господа се до вечерта, а тогаш го прашаа Господа: треба ли пак да излеземе во бој против синовите на нашиот брат Венијамин? А Господ им одговори: тргнете против него. Тогаш војската на Израелевите синови се охрабри и повторно се нареди во боен ред, на истото место каде што се наредија во првиот ден. На вториот ден израелците им се приближија на венијаминовците. Но во тој втор ден Венијамин излезе од Гаваја пред нив и им уби на израелците уште 18.000 луѓе кои останаа во полето, се само одбор војни свикнати на меч. Тогаш сите израелци и сиот народ отидоа во Ветил, Божји дом, па плачеа и стоеа таму пред Господа. Постоја цел ден до вечерта, принесуваа пареници и помирителни жртви пред Господа. И тогаш израелците пак го прашаа Господа: зашто во на време ковчегот на Божјиот завет се наоѓаше на тоа место и Финес, син на Ароновиот син Елеазар, стоеше пред него во оние денови? Тие прашаа: треба ли пак да излеземе против синовите на нашиот брат Венијамин? А Господ им одговори: тргнете, зашто утре ќе ги предадам во ваши раце. Тогаш Израел постави чети во заседа околу Гаваја. На третиот ден израелците тргнаа против венијаминовците и се наредија во бојни редови пред Гаваја, како и порано. Венијаминовите синови излегува против нив, а тие ги намамија далеку од градот. Како и порано, венијаминовците убиваа некои по патиштата, од кои еден водеше кон Ветил, а другиот во Гаваја. Така убија околу 30 израелци. И венијаминовите синови зборуваа: еве ги биеме како и првиот пат. А израелците рекоа: да бегаме додека не ги намамиме на отворени патишта далеку од градот. Тогаш главнината на Израелевата војска стана од својот положај и се нареди во боен ред кај Вал Тамара, а Израелевата заседа излезе од своето засолниште западно од Гаваја. 10.000 способни луѓе избрани од сиот Израел дојдоа кон Гаваја. Бојот беше жесток. Венијаминовите синови и не насетуваа дека ќе ги стигне зло, и Господ го порази Венијамина пред Израел во тој ден. Та израелците му погубија на Венијамина 25.100 луѓе свикнати на меч. Венијаминовите синови видоа дека се победени. Луѓето израелци се повлекоа од своите бојни редови пред Венијамина, надевајки се на заседата што ја поставија околу Гаваја. А оние кои беа во заседата се нафрлија брзо против Гаваја и откако влегоа во неа, ги исекоа со остар меч сите жители. Израелевите мажи се беа договориле со оние од заседата тие да кренат столб од дим од градот како знак. Тогаш израелевите мажи ќе се повлечат од бојот. Венијамин почна да ги убива израелците и им исече 30 луѓе. И си рекоа: навистина паѓаат пред нас како во поранешниот бој. А кога знакот столб од дим почна да се издига од градот, Венијамин се обзрна и виде како пламен од целиот град се вишка кон небото. Тогаш израелевите мажи се завртија, а венијаминовците ги опфати ужас, зашто видоа дека ги најде зло, и избегаа пред израелците кон пустината, но војните им беа зад петиците, а оние кои доаѓаа од градот ги убиваа од зад плеки. Така го опколија Венијамина и гонејки го без здивнување го уништија до Гаваја на источната страна. И на Венијамин му паднаа 18.000 луѓе, се само способни јунаци. Преживеаните се завртија и избегаа во пустината кон Римонската стена. Сечејки по патиштата, израелците погубија уште 5.000 луѓе. Во тој ден на венијаминовците им паднаа 20.000 луѓе навикнати на меч, се само способни луѓе. 600 луѓе избегаа во пустината кон Римонската карпа и останаа таму 4 месеци. Потоа израелевите луѓе им се вратија на венијаминците. Ги исекоа со остри мечеви машите во градовите, добитокот и се што се нашло, и ги изгореа со оган сите градови што ги најдоа во Венијамин. Израелевите луѓе се заколнаа вака во Миспа: никој од нас не ќе даде своја ќерка за жена на Венијаминов син, и народот отиде во Ветил и остана таму пред Господа до вечерта. Тажејки и плачејки зборуваа: зошто, о Господи Израелев Боже, требаше да се случи оваа несреќа, за да му снема денес едно племе на Израел. Утреден луѓето порања и изградија таму жртвеник, принесоа пареници и помирителни жртви. Тогаш израелците прашаа: има ли некој од сите Израелеви племиња што не дошло на собирот при Господа, зашто свечено се заколнаа дека ќе го погубат оној кој не ќе дојде во Миспа при Господа? На израелците им се сожали за братот Венијамин, да рекоа: денес е откинато едно племе од Израел.
како ќе им дадеме жени на оние кои останаа кога му се заколнавме на Господа дека не ќе им даваме своји ќерки за жени. Затоа праша има ли некој од Израелевите племиња што не дошол при Господа во Миспа. И се покаже дека никој од жителите на Јавис Галатски не дојде во логорот на Собирот, зашто кога народот се преброи, таму немаше никого од жителите на Галатски Јавис. Затоа заедницата испрати таму 12.000 храбри луѓе и им заповеда: идете и сечете ги со остри мечеви жителите на Галатски Јавис, заедно со жените и децата. Еве што ќе направите: ќе ги предадете на проклето погубување сите мажи и сите жени кои делеле постела со маж, но ќе го запазите животот на девиците. Така и направија. И најдоа меѓу жителите на Јавис во Галат 400 млади девојки кои не делеле постела со маж и ги доведоа во логорот во Сило, што е во Ханаан. Тогаш сето општество им испрати претеници на Венијаминовите синови кои беа на Римонската стена, им објавија мир. Така се созеде Венијамин, им ги дадоа оние од жените од Галатски Јавис кои ги оставија во живот, но не ги имаше достатно за сите. На народот му се нажали за Венијамин, зашто Господ направи празнина меѓу Израелевите племиња. Како ќе им најдеме жени на оние што останаа, рекоа старешините на општеството, зашто се истребени жените на Венијамин, и рекоа како да биде запазен остатокот на Венијамина, за да не биде сотрено едно племе од Израел. А не можеме да им ги дадеме нашите ќерки за жени, зашто се беа заколнеле велејки проклет да биде оној кој ќе му даде жена на Венијамин. Но рекоа, Господов празник се слави секоја година во Сило. Градот се наоѓа северно од Ветил, источно од патот што води од Ветил во Сихем и јужно од Левона. И затоа ги посоветуваа венијаминците: отидете во заседа по лозјата, внимавајте, па кога девојките од Сило ќе излезат да играат во танец, вие излезете од лозјата, гребнете си секој за себе жена од силоските ќерки, па одете си во Венијаминовата земја. А кога нивните татковци и нивните браќа ќе дојдат да се жалат на вас, ние ќе им речеме: простете им заради нас, зашто не им зедовме за секој по една жена во војната, а и сега вие не им ги дадовте, па да бидете виновни. Венијаминовите синови направија така и од девојките кои ги грабнаа зедоа оналкав број жени колку што ги имаше нив. Тогаш си отидоа и се вратија секој во своето наследство, пак изградија градови и се населија во нив. Тогаш израелците се разотидоа, кој во своето племе и во својот род, и секој од таму се врати во своето наследство. Во тоа време немаше цар во Израел, и секој го правеше тоа што му се чинеше дека е справедливо.